Ајде сега ние да се префрлиме во нашето студио за гости, каде што веќе мојата колешка Ирена ги пречека првите и ќе ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Се работи за Јулијана Величковска, која е програмски директор на Поетската ноќ во Велестово. Ке зборуваме за нешто убаво, така да сега ќе ги повикам и гледачите да се упуштат и да уживаат во она што вие ќе го зборувате, затоа што ќе зборуваме и за поезија. Гледам дека имаме и да представиме книги, но имаме гостин. Специјално поздрав до Андреј Аласади, поет. И добре ни дојде. Добро, најдов. Да. Ке ве препуштам сега, уште еднаш убаво утро ке ви посакам, опуштено разговор и да видиме за какви книги. Многу ме интересира, станува зборига за каква поезија. Благодарам Слободанка за убавата најава. Ке зборуваме за нешто убаво, како што кажа Слободанка, од 15 до 17 август. Велестово, едно од најубавите охридски села, можам да кажам, со преубав поглед на Охридското езеро. Викендов кој што е пред нас ке пулсира во знакот на поезијата, во знакот на убаво пишаниот збор. Имено ке се одржува 37-та поетска ноќ, насловена како Велестово. Како што ги представи Слободанка нашите гости, еве јас уште еднаш официјално Андреј Аласади, поет, кој што припаѓа на младата генерација македонски книжевници. Ми е посебна чест што сте ова утро заедно со нас. И Јулијана Величковска, програмски директор на Поетска ноќ во Велестово. Јулијана, добро ви утро, и Андри, добро утро. Ви благодарам што дојдовте денеска овде кај нас утрово, издвоивте време, и ако заминувате, Јулијана, знам веднаш во текот на денот за Охрид, каде што ќе почнат веќе и подготовките за она што ќе се случува викендов. Андри, ке може со Јулијана како дама, нели, да го започнеме разговорот со незе, и како програмски директор на Поетската ноќ во Велестово 37 пат поред. Навистина, можам да кажам, книжевен поетски фестивал со огромна традиција, 37 години се за респект. Ке позборуваме малку подоцна и за историјатот, ама за почеток би сакала да ни кажете, Јулијана, нешто повеќе за програмата, што е она што ќе се случува викендот во Велестово. Така, ви благодарам многу за поканата. Би сакала да ги поканам сите. Поетска ноќ во Велестово е отворен настан, така што секој е добре дојден на настаните. Имено в петок на 15 август од 21 часот на сред село во Велестово, по традиција, ќе се одржи 37-та поред Поетска ноќ во Велестово, и во фокусот оваа година го имаме поетот Андреј Аласади, кој што е представник на младата генерација книжевници, како што рековте, меѓутоа е поет кој што зад себе има 6 поетски книги, и тоа наградувани или во потесен избор за наградата Браќа Миладиновци, која што е најпрестижната награда во Македонија, ја доделува Струшките вечери на поезијата. Именно во тој ред ја вклучуваме и неговата најнова книга Рубедо. Јас сум и негов издавач исто така што можам да зборувам како издавач на неговите книги. Ќе поразговараме за неговото севкупно досегашно творештво. Поетска ноќ во Велестово, за сите што знаат, секогаш традиционално со поетскиот портрет, односно поетот во фокус, имаме и представување на една ликовна изложба. Годинава го имаме исто така еден млад академски сликар, тоа е Стефан Младеновски, кој што ни доаѓа од Крива Паланка, и ќе се представи со слики и графики. Изложбата е другиот ден, така или? Изложбата е истата вечер, значи веднаш по представувањето на Андреј Аласади, неговиот поетски портрет, имаме во помеѓу тие два настани едно кусо поетско читање, интернационално поетско читање на гостите што ни доаѓаат од странство, и веднаш потоа следува отворањето на изложбата. Саботата? Да. Саботата и неделата имаме по 2 промоции на книги. Именно Исто започнува од 21 часот? Не, порано ќе почнеме. Значи во 19 часот во Велестово, во тремот на црквата Успение на Пресвета Богородица, таму е изложбата, ќе се случи промоцијата на поетската книга Зебрано, избор песни од Мирослав Кирин од Хрватска, а потоа ќе имаме едно поетско читање насловено Мозаик, на кој што ќе настапат. Имаме вкупно 16 уметници на оваа година на фестивалот. 14 поети настапува, значи поделени се во овие интернационални читања. Значи околу 30 на учесници? Не, 16 вкупно година. И 7 плюс 7. уметници, и уметници и поети, така. Од каде се учесниците? Да, би го споминала и музичарот кој што ќе го отвори, Игор Климовски, кој што е
на соло хармоника ќе ја отвори вечерта. Тоа е со потекло од Велестово, исто така млад музичар, и би сакала особено да го истакнам тоа, дека не радува што имаме млади креативни луѓе од Велестово кои што отворат, создаваат, и со неговиот мал музички концерт ќе започнеме. А ако продолжам околу програмата саботата и неделата, имаме уште една промоција на книга за Фарид Хусейн, кој што ни доаѓа од Азербејџан, како сон избор песни во мој препев. Книгата на Мирослав Кирин, што споменав, е во препев на Славе Ѓорѓо Димовски. И ќе следува уште едно поетско читање. Во неделата програмата завршува во кафе и бар Шила во Охрид. Што значи имаме 3 интернационални поетски читања, представување на Аласади, ликовна изложба и мал музички концерт во и 2 книжевни промоции. Цел тоа викенд е во исполнет, значи, со поезија, со уметност и со убава музика. Так. Учесници од Македонија имаме и од странство, така? Да, имаме гостинка од Ирска која ни доаѓа, Рошин Кели. Таа ни доаѓа во соработка со литературниот центар Мунстер од Корк, Ирска, со кој минатата година склучевме соработка за книжевна размена. Поетите од Хрватска што ги споменав ни доаѓаат во соработка со Хрватското друштво на писатели или фестивалот Стихот во регионот. Значи покрај Мирослав Кирин ја имаме и Рената Јембрешич Кирин. Понатаму го спомена Фарид Хусейн кој што ни доаѓа од Азербејџан. Ја имаме Поли Муканова која што ни доаѓа од Бугарија. Ми се чини дека уште некого заборавам. Анисија Ангел од Романија. Таа е млада поетеса која што учи македонски јазик, ќе учествува на семинарот за македонски јазик и литература, така што ќе гостува и на фестивалот. И имаме уште убав број млади македонски поети, многу имаме и Љузим Хазири, кој што е малку од повозрасната генерација, па ги имаме Ивана Јовановска, Марија Ангеловска, понатаму да не заборавам некого, Маја Мојсова од Охрид, Стефан Костоски, Павлина Атанасова, Емануела Ковачевска-Китановска, се тоа наши домашни поети кои што се со тазе објавени стихозбирки кои што публиката треба да ги запознае. Да, во фокусот годинава имаме доста млади поети. Така. Тоа е убава вест, тоа значи дека младите се повеќе и повеќе пишуваат и не само што пишуваат, туку и ја издаваат својата поезија. Убава програма и богата програма викендов во Скопје, значи дека настанот е од отворен карактер, може кој сака да дојде да присуствува во Велестово, на овие локации кои што ги споменавте, Јулијана. Како што кажавме, секоја година имате поет во фокусот, оваа година вие Андреј Аласади поет во фокусот. Пред да го представиме пред нашата публика, би сакала само накусо за историјатот на фестивалот Велестово, 37 години. Од каде идејата, од каде му се почетоците? Кој е првиот кој што го почнал овој фестивал? Така, основачот на фестивалот е Славе Ѓорѓо Димовски. Имено настанот почнал со тоа што тој организирал промоција на своја поетска книга во Велестово 1989 година и била направена и ликовна изложба и убава креативна дружба. Да. Јас само би ја замолила режијата, ние имаме и фотографии од минатите фестивали, додека зборуваме за минатите години, би можеле да видат, еве и гледачите да видат дел од фотографиите. Так. Откако завршил настанот, заклучиле дека сето тоа е многу убаво и си рекле зошто не го повториме ова. И еве го повторуваме 37 години. Да. Тоа е уште малку 40 години јубилеј. Така, да. Јас во тимот сум веќе повеќе од 17 години, официјално 17 години, откако сум во тимот, значи од 20-та јубилејна поетска ноќ во Велестово, фестивалот стана и интернационален, од тогаш носиме гости од странство. Меѓутоа, со поетски портрет на овој фестивал се представиле нашите најголеми поетски имиња, Матеа Матевски, Петре Мандриевски, Анте Поповски, Гане Тодоровски, Радован Павловски и така натаму. Од помладите би ги споминала Владимир Мартиновски, Лидија Димковска, Никола Маџиров. Минатата година беше Елизабета Баковска и сега ми се чини дека е Андреј Аласади најмладиот досегашен поет во фокусот на фестивалот. Меѓутоа, кога ги одбираме поетите за кои што сакаме да ги представиме, секогаш имаме предвид и колку
зад себе имаат оставено квалитетот на сработеното и во случајот со Андреа Ласади исто така мислиме дека е многу важно да ги вклучиме младите луѓе во фестивалот и на некој начин фестивалот да послужи како поттик или како една одскочна штица, да речам, за нивната понатамошна кариера, особено за кариерата надвор од земјата, затоа што сметам дека со овие гости што ги донесуваме од надвор, фестивалот веќе е многу познат надвор од нашите граници, дека на тој начин ќе се случат соработки, поврзување, книжевни размени. Секако, мене ми е многу кејф, знаеш, кога се среќаваме, нели, дека многу млади, има наши млади поети, книжевници и дека навистина се продолжува, имаме во чии раце, во добри раце да ја оставиме македонската поезија. Се гледаме често и на настани. Јулијана, вие сте и промотор на многу книги, мислам дека и на оваа, така, на Андреј. Сега би сакала да позборуваме малку и со поетот во фокусот на фестивалската, на поетската ноќ во Лестово, 37-ма поред. Ова е книгата Рубедо, која што ќе биде воедно и книга, евеа, која што ќе се промовира денеска за прв пат во јавност, така? Медиумски? Медиумски, да. Така, медиумски, да. И промоцијата ќе биде во Велестово, а потоа во Скопје некаде во октомври, да сме здрави и живи, сигурно и тогаш ќе ја проследиме повторно. Андреј, добро утро уште еднаш официјално, еве сега на вас е редот да се представите на акусто лична карта пред македонската публика за оние кои што не ве знаат. Па, во неколку збора да сумирам. Така. Ова е која книга поред? Тоа е, ми се чини 8-ма книга поред. 8-ма, добро. Поезија, така? До сега само? Не, до сега имам 6 книги поезија и 2 книги кратки раскази. Кај Јуле веќе колку години соработуваме? Не знам. Многу. Па може да. 7-8 па може и 10 години. Да, скоро 10 години, така да кај нејзе ми е веќе 4-та книга. Да, мислам Оваа книга ќе се представува на поетската ноќ во Велестово, така ајде да ја представиме, да кажеме. Но и целокупното творештво ќе се представува, но оваа книга ќе биде во фокус затоа што до сега не е представена, така да речем. Рубедо? Што значи Рубедо? Рубедо во кратки црти би го сумирал како последна фаза во алхемискиот процес или во она што се случува во човекот. И затоа и самата корица на книгата е црвена, бидејќи Рубедо значи црвено. Тоа можам да кажам дека е книга во која имам систематизирано знаење и искуство од сите книги и стихозбирки претходно. И тематиката се однесува токму на тоа, на некој личен развој, лични процеси, лично созревање и реализирање, и затоа ја нареков Рубедо. Зашто најмногу пишувате во вашата поезија? Што ви е инспирацијата? Што ви е мотивот? Па, зависи од моментот на инспирација, но највеќе пишувам за некои внатрешни борби, како што може да асоцира и самиот наслов, но исто така пишувам и за надворешни борби и неправди кои се случуваат во нашава земја и во светов. Така да би рекол дека тие внатрешни и надворешни конфликти највеќе ме инспирираат да напишам нешто. Андре, што е најчесто пораката која што им ја испраќате на вашата публика? Што им порачувате преку вашиот пишан збор, преку вашите книги? Што сакате да им кажете да ја кажете на публиката? Еве, конкретно за Рубедо. Што и кажувате на публиката? Па на публиката би сакал да ја кажам и најверојатно преку книгата, и кажувам да има малце по-широк светоглед и да опфаќа повеќе перспективи, повеќе култури, повеќе традиции, да може тоа све во себе да го на еден начин синтетизира и да живее поисполнет, по-среќен живот со тоа што прифаќа се. Да. Каде може да вие сте издавач, така вашата издавачка куќа Јулијана ПМВ публикации. Каде ќе може да се набави книгата? Дали е веќе можеби во продажба или се чека прво официјалната промоција? Книгата е достапна во Буква. За сега е во Буква во Скопје достапна, по промоцијата ќе биде од септември веќе достапна и во другите книжарници во Скопје, во Литература МК со кој што соработуваме, или Антолог, Полица, книжарниците на Издавачки центар 3. Значи во сите практично. Значи секаде, да. Добро. Што е ова е вашето последно дело? Има нешто што ќе сакате да си го најавите во иднина, нешто што можеби пишувате во моментов?
Обично Не застанувате тука, нели? Не најавувам. Добро. Повеќе изненадувам, така да ќе видите што ќе има, ќе бидете навремено информирани. Така. Да. Јулијана, подготовките траат за поетската ноќ во Велестово, 37 по ред, во Охрид заминувате и тамо, предпоставувам, следниве 4-5 дена до петок исто така активно работно. Меѓутоа, што е она што би сакале да најавите, можеби, што ќе се случува по Велестово, по фестивалот Велестово, има можеби нешто ново? Секогаш кај вас има? Ако зборувате лично за мене, веднаш по поетска ноќ во Велестово продолжуваме со промоција на новата стихозбирка Второ детство на Емануела Ковачевска-Китановска, која што на 19 август ќе се одржи во Струга, а 2 дена потоа почнуваат Струшките вечери на поезијата, каде што сум поканата како поет, ќе гостувам исто така и Андреја Ласади. Имено обајцата сме заедно со нашите најнови стихозбирки во потесен избор за наградата Браќа Миладиновци и сме многу среќни за тоа. Честитки. И така, да, ви благодарам. Потоа имам навистина интензивен период во септември, имам патување на Радковичевите вечери на поезијата на почетокот на септември во Црнагора, имам гостување во Белград, потоа имам уште едно гостување заедно со Андреја Ласади и со Лилјана Пандава. Ќе гостуваме на сајмот на книгата во Подгорица во Црнагора, тоа е на почетокот на октомври, и имаме бројни книжевни настани и промоции на книги. Ја споменавме Рубедов во октомври, ќе промовираме новата стихозбирка Ноќен суфлер на Светла Јакшич, доаѓањето на музиката на Стефан Костоски, која ни останува Гала Матевска со незината најнова стихозбирка, така што ќе имаме и гости од странство. Активен, интензивен период престои. Буквално до 3 декември ми е преполн календарот со книжевни настани. Ја поканувам публиката, сите настани што ги организираме се од отворен карактер. Може да ги проследи информациите на страницата на ПНВ публикации, да се информираат и да ни дојдат да се дружиме, да слушнат квалитетна поезија. Да, секако, јас сум сведок на вашите настани, секогаш се преполни, буквално исполнети до последно место, дури нема место никаде да се стои. Ви посакувам успешна ноќ во Велестово, 37 поред, убав успешен викенд, 15, 16, 17, сите вие кои што сте во Охрид, повелете, качате се во Велестово, уживајте во преубавиот поглед на езерото и на оваа поетска ноќ. Млади книжевници, еве убава програма, ја слушнавте програмата од Јулијана, од програмскиот директор на поетската ноќ, и ви посакувам многу успех во она што го работите, а ние како телевизија ќе ја следиме со задоволство вашата работа. Ви благодарам и среќен пат за Охрид. Благодарам. Благодарам. И јас ви благодарам за овој убав разговор кога се работи за поезијата, да си поминете најубаво, ќе ви посакам, и така убаво и свежо изгледате утрински понеделнички со боите млади ликови. Се договоривте или случај? Не, случајно беше. Одлично, да. Благодарам уште еднаш и да ни дојдете повторно. Ви благодарам. Секако. Да.